Се чини тежок противник во незгодно време на што е тука е таков е распоредот, многу кратко време за подготовки, само еден тренинг и веднаш патување за Исланд. Како против еден противник со кој што добро се познаваме, а мечеви кои многу ни значат. Да, добро кажавте, добро се познаваме против Исланд. Мислам дека во последните години имаме одиграно многу надпревари, каде што ги имаме победувано, имаме и губено надпревари. Најсвежо ни од последното светско првенство, каде што го загубивме надпреварот многу тесно, иако во текот на целиот надпревар имавме предност против една солидна, подмладена репрезентација на Исланд со нов тренер кој што е олимписки првак со Данска. По мене можеби недобриот нивен исландски тренер, да ги има многу по Европа, знаете и сами. Како што е за нас, така и за нив. И нивниот капитен, главен играч Палмарсон, колку што знам, вчера играше финале Кралски куп со Барселона во Шпанија, така да и он денот ќе го изгуби денес за опатување и ќе има само еден тренинг. Значи правилата се исти за сите, ние ќе ги прифатиме, не треба тоа да ни биде алиби. Времето е тоа што е, репрезентацијата помалку или повеќе иста, се познаваме добро, уиграни сме, играме многу години заедно, со еден исклучок што имаме нов селектор. Очекувам тврди два надпревари, тешки надпревари. Ако треба да го сврстам некаде Исланд, би го сврстал во, ајде, може не во топ 5, меѓутоа во топ 10 европски светски репрезентации. Тука сме и ние некаде по квалитетот што го поседуваме. Треба да градиме победнички менталитет, поготово за овие млади играчи. Секогаш треба да се поставуваме према секој надпревар, па без разлика дали играме против една Франција, да сакаме да победиме, ние така ќе се поставиме. Очекуваме добри надпревари, се надевам дека ќе успееме да земеме и некој бот. Поголеми шанси секако дека ќе имаме надпреварот во Скопје во Борис Трајковски наредната недела. Се познаваме добро и се надевам, колку што добив информации сега со моите колеги што зборевме, сите се прави и здрави, со исклучок на Дејан Манасков, кој што вчера се здоби со една, мене не е загрижувачка повреда, меѓутоа секако е мал хендикеп тоа. Тој ни се приклучува во Исланд и со позитивни мисли почнуваме, ајде така да кажеме, некој нов циклус начело со Дамјан Костец. Надпревар во кој што реков си сами дека треба да освојуваме бодови. Простор за изненадување се чини нема премногу надпревари имаме одиграно меѓу себе. Меѓутоа што може да се очекувате против еден Исланд кој што добро играше на последниот мондијал, меѓутоа ние имаме простор за подобрување, тоа е факт. Па видете, да, Исланд на последниот мондијал ги изненади не само нас, многу репрезентации, покажа многу квалитетна игра со подмладени репрезентација, со многу нови квалитетни млади играчи кои што се веќе на голема сцена, кои што играат важни улоги во нивните клубови. Ние направивме многу анализи по светското првенство и сите сме свесни, како вие јавноста, така и ние играчите, дека има многу голем простор за напредок. Многу се дебатираше на играта 7-6, нашиот селектор новиот изјави дека нема многу да ја користи, можеби воопшто и нема да ја користи. И тука најави дека има голем простор за напредок, поготово во нападот. Мислам дека одбраната ни беше помалку или повеќе добра на последното светско првенство. Ние ќе го прифатиме тоа, како што ќе каже нашиот селектор, и ќе ги слушаме неговите совети, ќе се поставиме сите заеднички.